Во рок од 48 часа Државната изборна комисија треба да одлучи по поднесените приговори поднесени од граѓани и политички партии. Поднесувачите на кандидатските листи има можност да поднесат приговори за постапката на гласање до 19 часот, кога навршија и 48 часа од завршувањето на гласањето, додека пак рокот за жалбите за постапката за сумирање и утврдување на резултатите истече во 2 часот по полноќ. Законскиот рок за поднесување на приговор го искористи од ВМРО-ДПМНЕ, ТМРО и Алијанса на албанците. ВМРО-ДПМНЕ поднесе 43 приговори, ТМРО 2 и 1 приговор поднесе Алијанса на албанците. До Државната изборна комисија се поднесени и 59 приговори од граѓани за заштита на избирачкото право. На денот на изборите пак приговори поднеле 48 граѓани, бидејќи ги немало во избирачкиот список и не можеле да гласаат. Иако Државната изборна комисија постапила по овие приговори, граѓаните нема да можат да гласаат ниту во вториот круг од локалните избори, имајќи предвид дека избирачкиот список е веќе заклучен. Еден гласач се жалил дека го немало во изводот од избирачкиот список, а го имало при електронската проверка преку веб-алатката на ДИК. ДИК е должна да реши по приговорите на кандидатите во постапката за гласање, сумирање и утврдување на резултати од гласањето во рок од 48 часа по приемот. Против одлуката на ДИК може да се поднесе тужба до Управниот суд во рок од 24 часа од приемот на решението. Управниот суд на Република Македонија пак по жалбата е должен да донесе одлука во рок од 48 часа по нејзиниот прием. Председателот на Државната изборна комисија Александар Чичаковски на последната пресконференција изјави дека во записниците од комисиите имало и забелешки, но сепак не можеше да каже колкав е нивниот број и како тие ќе влијаат на резултатите. Чичаковски исто така истакна дека ДИК не може да ги објави јавно победниците и дека за тоа ќе треба да се почекаат конечните резултати, односно да истечат роковите за жалби на кандидатите и на партиите.